Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга по поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Добре дојдовте на македонскиот канал No Fast. По се изгледа, живееме во едни предизборно лудо време, каде што лагата е вистина, а вистината лага, а нашите политички елити тераат без никаков политички и морален компас. Неодамна, Министерката за одбрана заедно со Министерката за култура направија трибина со Сојузот на борците и каде што кажаа дека борците оставиле аманет, а при тоа заборавајќи дека ниеден од тие борци не се борел за Северна Македонија. Во таа прилога Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска ќе каже: како внука на носител партизанска споменица и како почитувач на жртвата и пожртвуваноста на сите борци, со гордост можам да кажам дека ние, како наследници на знајните и незнајни јунаци, го чуваме нивниот аманет. Министерката за култура заборава дека она е дел од предавничката елита која ни го смени нашето исконско име Република Македонија во Северна Македонија и тој не беше аманетот на нејзините предци. Оваа бесрамна лага што се пропагира е дел од политичкото милје во кое живееме и тоа не е изолиран случај. Од друга страна имаме ВМРО ДПМНЕ кој јава на популизмот не сакајки да имплементира уставни измени кои се нормално против нашите интереси и го напаѓа Талат Џафери и не сака да биде истиот во пржинската влада, а при тоа заборавајки дека во 2011 година на 19 јули гласаа заедно со ДУИ да им дадат амнестија на хашките случаеви и на соборците на Талат Џафери, амнестија во која што им ги простија злосторствата против човештвото на терористите. И сега истите ВМРО ДПН се против ДУИ. Ова е само еден мал пример во каков политички неморален компас живееме. За таа цел, денеска наш гостин е Саша Паповиќ, политиколог. Саша, како си, добре дојде во нашиот YouTube канал? Добре те најдов. Саша, дали ние живееме во услови кога лагата е вистина, а вистината е лага, а се пропагира едно бесрамна лага и политичките наши партии имаат неморален политички компас? Да. За жал, како што самиот Доброва го дефинира, ние живееме во време во кое етиката не само што е одделена од политиката, туку е ставена на маргините на севкупната реалност. Воопшто е неважна, ние веќе со децении слушаме дека патот до успехот оди преку газење, преку трупови, преку еден безобзирен лов по ниските суштества, сигурно оние кои не се прилагодуваат на дивиот пазар кој ни беше наметнат со падот на Берлинскиот зид. И живејќи ја оваа дистопија, ние не бевме ни свесни во која мерка етиката беше разведена од политиката, нешто што е уникатно во севкупната историја на цивилизираното човештво. Уште од Аристотел, од древните мислители, етиката не е ништо друго до теориска политика, а политиката е
практична етика. И ниту една реална политика остварена од било кој владетел, војсководец, не може да биде замислена без доблестите кои големите мислители, мудреци, припадници на најголемите достигнувања цивилизацијски на човештвото не ги дефинирале како нужни за постојање на ред, на хиерархија, на поредок. Овде кај нас е главен проблем дека ние со разводот меѓу етиката и политиката дојдовне до позиција во која што сме во една нужност, имаме една нужност од редефинирање на севкупниот речник во јавната сфера. Например, спомна за вистината која станува лага, лагата која станува вистина во една морбидна, бизарна игра на актерите на јавната сцена, кои што самите притоа си ги земаат атрибутите на водачи, на представници на народот, по дефолт ова би било ни сите епохи на историјата, политичари, политикус, како што е и познатото дело на Платон, или државник, човек кој што има посебен дар од небото, да ги осети потребите на народ и да биде оној кормилар на бродот на државата, водејки го низ сите тие опасни води на историјата кон неговото конечно остварување. Овде имаме луѓе кои што се нарекуваат народни избраници, но ниту го имаат тој контакт со народот, ниту го имаат контактот со неговата историска судба и неговото битие, затоа што го немаат во себе дури ни политичкото, а да не ги ни китиме со некои други атрибути за историско, национално остварување, далеко е тоа од нивната свест. Зошто овде мораме да им го одземеме тоа формално, политичко па и партиско? Зашто политичкото, низ сета негова историја, низ сите негови осознавања, подразбира конкретна акција токму за доброто на заедницата, за доброто на државата, за општото добро, испознавање на оно што големиот германски теоретичар Карл Шмит го толкува како разликување на пријателот и непријателот. Карл Шмит смета дека политиката се разликува од етиката, која разликува честно и нечестно, и економијата, која разликува полезно и штетно во тоа што е единствена дејност во јавната сфера, која што јасно го искажува ова, дека пријателот и непријателот е единствен критериум преку кој го спознаваме политичкото и им го кажуваме, на сите го обзнануваме пред светот. Притоа Карл Шмит прави разлика меѓу хостис и имникус. Имникус е оној личен, мој непријател, например, противник, со кого што имам некоја ситна размирица во обичниот живот. И тука настојува на христијанското, на простувањето, на разбирањето, а никако на продлабочување на кој бесмислен суди. Хостис на свети тоа е оној судбински противник, оној противник кој од зората на историјата се соочува во една бескрајна борба, судбинска борба преку која ние се остваруваме, без која што не е можно постојање и развој на човештвото. Уште древните мислители зборуваат за стасис како нужен облик во развојот на политиката на еден полис, на една држава, на една политичка заедница воопшто. Стасис е криза, е период на судир. Ако овој судир не се излее надвор, тога се јавува како внатрешна криза и води кон разорување на внатрешното ткиво, кон поделба на слоеви, групи, класи, политички организации, фракции и кон тотално уривање на сета таа политичка заедница. Каде се сега нашите денешни жонглери во однос на сите овие делови од наследството, од богатото наследство на човечкото спознание, на политиката, на политичкото и на разликувањето на пријателот и непријателот? Јасно, тие се во нивниот сон, во нивната лажна утопија на прогресот, каде што историјата завршува, нема веќе пријатели и непријатели, а сите го живееме моментот. Ја живееме вечната сегашност
во која што за жал не само што сме разведени од етиката, разведени сме од историјата, што значи од нашите директни предци, конкретно родители, прародители, разведени од нашето име и презиме, зашто ако нашата заедница е лишена од името, зашто пак ние како поединци би имале право на име и презиме, на семејство, на било што со што се гордеевне, и јасно, кој нема право на историја на минато, нема право ни на идна. Вечен момент на осамениот консумер, кој што ниту веќе е политички, ниту историски, ниту национален, ниту класен, ниту било каков друг субјект. Не е тоа човек кој што гори во желбата да се оствари професионално, во желбата да се оствари лично, во желбата да се оствари на оној начин како е Богом дан, како е замислен уште во самото создавање на човештвото, како што Марина Цветаева, например, големата руска поетеса, како што тоа добро го формулира, дека човекот е замислен како перфектен од Бога, а создаден несовршен од родителите, а сепак стреме цел живот кон тоа совршенство. Далеку се овие жонглери од това совршенство, далеку се од било кој идеал и далеку се од било кое политичко, национално, историско остварување. Тука лежи коренот на сите наши проблеми. Не може една групација која е лишена од политичкото битие да преферира да се нарече партија. Дали може да биде група на граѓани, дали може да биде интересна група, дали може да биде, не знам, Боже ме прости, криминална група, но никако не една благородна политичка група со мисија за подобрување на благосостојбата, на самосознанието, на културниот потенцијал на својот народ. Никако тој кормилар на бродот на државата. Уште нешто. Ако ние ги лишиме, тие сами се лишуваат од атрибутот политичар, а политичар е секој оној што се занимава со тоа јавно добро, значи политичар е најобичниот партиски активист и водач на партијата, тогаш овде се поставува само прашањето дали овде воопшто можеме да ги ставиме кон тие луѓе, тие исти мерила на политичкото кои што важат човекови. Дали овие луѓе воопшто можат да се третираат на тој возвишен начин, философски, антрополошки, историски, научен. Или пак, може треба да ги земеме мерилата на Ломброзо, големиот криминален антрополог на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, кој според черепот на луѓето проценуваше дали се работи за возвишен државотворен историски лик или за беден, ништожен криминален лик. Но тој криминален лик, дали му е местото во јавната сфера? И каде него би го поставиле сите мислители од Платон преку Макијавели до Ломброзо? Никако во јавната сфера и никако како водач и кормилар на државниот брод. Ова е нашата трагедија, но ако има некоја утеха, тоа е трагедијата, низ која поминува и сиот наш континент, посебно неговиот тажен, источен дел, а се повеќе и повеќе и се вкупната цивилизација на планетата Земја. Апсолутно, и тоа е уствари епицентарот на предстојната политичка битка Европа или против Европа, тоест се имало се дека ќе се формира еден така наречен Европски фронт, каде што СДСМ ќе биде предводена од СДСМ и ДУИ, апропо фронтот кој ќе го има ВМРО ДПМН, кој ќе биде етикетиран како антиевропски, а тоа е исто така лага. Они се залагаат Европа, се за безалтернативност и така натаму. И се праша од другата страна имаме една Европа која нема поима каде е и е во распаѓање, што се вика, еднаш се распадна како целина со одењето на Британија, а во овие моменти истата таа Европа делува геополитички пред се, но никако вредносно како што имаше за цел да биде изградена. Што ќе кажеш на тоа? Прашањето за односот меѓу овие самонаречени политички субјекти и Европа, која што во нивниот дискурс добива едно чудно помалку и магично значење, кое никогаш го немала
низ историјата, никогаш го немала преку незините најголеми умови, само покажува колку ние сме паднати и избезумени во оваа симулација која што ни ја наметна, во овој реалити во кој што не принудија да бидеме пасивни учесници и сведоци на нивните бесрамни дејанија. Ако им го негираме правото да се наречат политички субјекти, ако им го негираме правото да бидат партии, туку интересни групи, да не речеме нешто многу побрутално, тогаш се поставува прашањето кој е нивното сваќање на Европа. Дали е ова сваќање на еден зрел политички историски субјект или едно инфантилно сваќање на еден вечен воспитувач, безгрешен, кој секогаш може за било што да има одговор, се знае. А чии се ова атрибути? Ова се атрибути на апсолутот. Ова се атрибути на надвременскиот, надисторискиот апсолут, од кој што сите ние влечеме одредени еманации, одредени модификации низ времето. Но дали може да замислиме било кој активен историски политички субјект, било кој крал, владетел, председател, sejedno, да боготворел конкретна структура, конкретен град? Дали можеме да замислиме во најпаганските, во најбезбожните времења на Нерон, на Калигула, до толку да се боготвори тоа што? Не некој империјален Рим, туку некој беден Брисел, кој дури не може да создаде политичка констелација во рамките на самата Белгија, па по неколку години немаат влада, зашто двата конститутивни народи не можат да се договорат како да се формира, па мора кралот да апелира, да ги моли: луѓе, формирајте конечно влада, ќе ја изгубиме Белгија. Малата копија на големата Европска унија не може да се одржи, а ние уште веруваме дека боготворењето на нејзината престолнина и на тој бирократски механизам, на тој Франкенштајн, ќе ни го врати оно што го изгубивме. Ќе ни го врати достоинството, ќе ни го врати битието, ќе ни врати смислата на постоењето. Прашањето за европски и антиевропски коалиции, групи, партии, па и конкретни водачи, политичари, е само една од формите со кои овие магионичари, жонглери, дриблери на јавната сфера успеа како овде кај нас, така и пошироко во цела оваа тажна источна Европа да го превземат, да го киднапираат јавното мнение и да наметнат лажна подоба. Зошто е лажна? Значи, како што спомна, Европа која самата не знае каде, затоа што оригиналната Европа се губи од 45-та. Се губи уште оној момент кога англосаксонските војници ќе го срамнат од земја Кан во Нормандија, францускиот град, и ќе и намета на Франција, големата сила, победник, да има секоја година одреден број процент на американски филмови во француските кина. Од оваа културна хегемонија никогаш, дури ни за време на Дегол, не ќе може Франција да се опорави. Постепено на оваа западна Европа, поразена западна Европа, ќе се наметнуваат разни правила кои што ќе одат кон се поголемо намалување на суверенитетот. Најпознато е, например, кај нас малку познат институтот Аспен, една врста на институт отворено општество за Западна Европа, каде што се негови питомци, скоро сите членови на политичката класа на Западот, завршено со Мелони и Макрон, и кој што со децении веќе создава генерации на послушници на Вашингтон, на вашингтонската политичка елита, која што никогаш не се откажа ниту од здравото сваќање на политичкото, ниту од здравото сваќање на историското и националното, на конкретните интереси на Соединетите држави низ целата планета. Тоа што Германија, Италија како поразени држави уште и мора да се откажат од елементи на својата сувереност и имаше некоја смисла. Но оној момент кога победничките од тип на Холандија, Данска, Норвешка или неутралните од тип на Португалија и Шпанија почнаа да се откажуваат од
овие политички атрибути, од овие државотворни атрибути, тогаш не може оние остатоци на суверенистички сили да не се запрашаат дали евроатлантските интеграции не се друг збор за надворешна хегемонија. Да земеме само еден пример, за да видиме што се случи со славната историја на европските империални држави. Шпанија, под профашистичкиот диктатор Франко, води политика во која што е солидарна со комунистичкиот водач на Куба Фидел Кастро. Му праќа бродови со хуманитарна помош, кои што ги запираат американските бродови пред Куба, и тогаш Франко му се заканува на Вашингтон дека ќе ги избрка американските бази од Шпанија доколку не престанат со блокадата на кубанскиот брег и доколку не престанат да ја спречуваат соработката меѓу фалангистичко, десничарска, реакционерна Шпанија и револуционерна комунистичка Куба. Истиот тој Франко игра активна политика на Блискиот Исток и денес активен, игра активна политика во солидарност со арапските земји и малку фалеше уште да стане некој посматачка и неврзаните, а дека ова беше можно сведочи токму примерот на неговиот идеолошки блиско поставен водач на Аргентина Перон, кој и соработуваше со неврзаните. Шпанија по влезот во НАТО и во тогашната Европска економска заедница, абсурд под власта на социјалистот Фелипе Гонзалес, станува една врста на туристички рај, на една земја утопија која го живее моментот, една земја која што едноставно ја губи историјата, го губи славното минато, освен како атракција за туристи, и која нема веќе активна политика. 2002 има судир со Мароко околу неколку острови на границата меѓу Шпанија и Мароко во Средоземно море, и тогашната шпанска министерка за надворешни, инаку токму од Народната партија која што наводно ги следи франкистичките државотворни традиции, капитулира пред Мароко. Она што би било незамисливо за било која лева, десна, револуционерна, реакционерна, монархистичка влада на Шпанија како држава се случува од Шпанија како НАТО и членка на Европска Унија. Дали тогаш и помогна некоја друга Европска Унија? Некоја друга членка на Европска Унија? Која? Холандија, која што својата слободарска традиција гради на борбата против Шпанија? Значи, кога зборуваме за Европа на нации на суверени држави, мора да сватиме дека секоја држава има специфична политичка судбина, а дека Европската Унија само ги нивелира сите тие политички судбини, ги уништува, претварајќи се во еден нихилистички багер, во едно гробје на некогашните живи и активни политички субјекти кои воделе активен живот и дале богато културно наследство. Да не биле сите тие судири, сета таа динамика, ние би ја немале богатата уметност на барокот, на ренесансата, на рококото, на романтизмот. Ние би го немале богатиот 20 век. Би ги немале Пикасо, би ја немале сета шпанска, например, конкретно архитектура, уметност, било што, Лорка. Затоа што, како што уште Хераклит учи, војната, судирот, стасисот кај древните, кој што е конфликт преку кој повторно се создава нова креација. Ако не се излее таа енергија кон другиот, таа го гуши, го уништува самиот субјект, самиот народ внатре. Немоќта на современите политички и таму веќе квази политички елити да го свата тоа, да ја свата тоа историска лекција, доведува до тоа да денес статистиките владеат со тие народи, а не судбоносните водачи. И ние можеме да прочитаме статистика за коефициентот на интелигенција, статистика, не знам, за куповната моќ, статистика за број на туристи, каде што ете Рим, Мадрид, не знам, Барселона водат, но која е судбоносната улога на Рим денес? Дали Рим може нов Цезар да даде? Дали Мадрид може нови конквистадори да даде? Не, не и не.
земји со по 110 американски бази, Италија конкретно покрај цела магистрала на сонцето, од Алпската Ломбардија па се до сончевата базиликата на Медитеранот. Вријат со американски бази. СОФА, која што тој печат на окупацијата, на понижувањето на сите европски земји. Што значи ова за италијаните? Значи дека кога еден F-16 го пресече транспортот во еден ски центар во Италија и при тоа убио 12 души, ми се чини, нормално тоа никој не го одговараше. А колку има поединечни случаи на сообраќајки, на тепачки во барови, каде што исто никој не одговара. Дали се ова слободни земји, дали ова Цезар, дали ова, не знам, Карло Пети, дали било кој ова би го трпел? Нормално дека не. Никој не би трпел јенки, шерифи, не знам, едни луѓе од ното кои што во војската нашле некоја перспектива да одат по овие древни култури да заведуваат ред. Она што никогаш не би можел во своето сиромашно градче во Алабама, во Мисисипи, но може во Барселона, може во Рим. Големиот германски социолог, еден од водечките мислители на 20 век, Арнолд Гелен, зборувајќи за неговиот учител, исто така големиот идеалистички философ Фихте, вели дека тој политиката ја свати како остварување на мистичката судба на народот, како извршување на таа мистичка судба во конкретното време. Каква судба, каква мистика може да замислиме во патот на еден потрошувач? Од молот до туристичкиот центар. Од туристичкиот центар до работното место. Од работното место пак до молот, пред компјутерот, пред телевизорот. Значи, никакво остварување во сите други негови димензии. Во димензиите на неговото политичко битие, на неговото национално битие, значи не се раѓа тој како конзумер. Тој се раѓа како германец, шпанец, македонец. Ама германец, шпанец, македонец подразбира јазички идентитет, подразбира корени, подразбира минато и подразбира визија. Сето ова кога го тргнеме, тогаш повторно се сведува на молот како судбина. А дали молот и судбина можеме во иста реченица да ги ставиме? Дали туристичката дестинација и, например, аджилакот на светите места во исто можеме да ги ставиме? Тогаш сваќаме потомците на Елсид до каде се дојдени. И потомците на Мерлин, на Артур, на сите тие великани. Овде би можеле да додадеме на Карпош, на Кузман Капидан. Никој не се жртвувал за да живеат генерации во моментот и да живеат генерации за купувањето, за попустот и за Black Friday. Не можам да замислам поема на Хомер, не знам, Махабхарат, посветена на конзумерот. Сите тие ова би го презирале, дури не би го ни спомнале, не е вредно ни за презир. Фридрих Ницше вика на едно место дека не треба ни да трошиме енергија на презирот на такви луѓе. Безсмислено е воопшто да се троши енергија, а камоли да се зборува. Ние сме доведени во време каде мораме не само да трошиме енергија, туку да ги проучуваме, да ги анализираме, за да го изведеме на светло на денот, феноменот на деполитизацијата, на разнебитувањето и на симулацијата во која лажната партија, лажната коалиција глуми активен политички субјект, проевропски или евроскептичен во однос на карикатурата, антиевропската карикатура наречена Европска унија. Токму така, и во тој контекст имаме две лажни представи уствари. Едната е така наречена проевропска, а другата е антиевропска, а двете се за Европа. Двете се за Европска унија. За Европска унија, пардон. Значи, двете се за Европска унија и двете се производ на представите кои што настануваат во 90-тите години, токму со концептот на крајот на историјата, јас би рекол на падот на историјата, на падот на битието, на Френсис Фукујама,
кој може да спомнеме пред 2 години во почетните месеци на руско-украинската војна беше токму овде во Скопје, и малку ги изненади неговите обожаватели со неговите малку модифицирани, не малку модифицирани теории, каде што тој самиот веќе многу по-реално го сваќа тој феномен, зашто се работи. Значи, падот на историјата подразбира токму триумф на вечната сегашност, триумф на моментот и обескоренување како на колективитетот, национален, класен, професионален, така и на поединецот, што поединецот постои само како дел од колективитетот. Аристотел што учи дека зоон политикон е судба на човекот, политичкото животно, и дека само боговите и животните можат да живеат сами, а на човекот му е наменета заедница, сакал или не. Дури оние најголеми аскети, например во нашата православна традиција, пустињаци, одат и се причестуваат литургиски во заедницата, заедничарат, и со тоа давајќи една порака дека заедницата е клучот. Заедницата е клучот и во прехристијанското, уште повеќе во христијанското доба. Без заедница, без политичкото како едно осмислено остварување на заедницата, не е можно постоење на човекот. Можно е постоење на тој жален атом, дехуманизиран, на тој бивш човек. Значи, Фукујама во еден момент оди во крајност, земајќи ги Хегеловите поставки за една идеализирана представа, еден идеализиран проект на концептот, кој што никогаш не би можел да постои во реалноста, но постои како една идеализација, како една замисла, ангштаунг во свеќањето на Хегел, нешто што е критикувано од многу мислители уште во 19. век, а кој во 20. век ги даде сите тие утописко-дистописки проекти, како фашизмот, комунизмот, подоброто утре и вербата во подоброто утре по цена на милионски жртви, и на крај го даде и сонот за обединета Европа, кој што исто најверојатно ќе заврши во една дистопија, како што денес сме сведоци, но на почетокот на 90-тите со падот на комунизмот се чинеше дека еден нов проект, една нова мисловна замисла ќе може да успее, една последна утопија. Интересна е личната, позадина личната приказна на Фукујама, јапонски американи со сите оние трауми кои ги поминува таа заедница со интернирањата и со желбата да се докажат како поголеми американци од американците, него го доведува до тоа да тој станува најголем заговорник на оваа сега американизирана либерална утопија, че комунизмот е на радикално лева, а фашистичките движења радикално десна утопија. Тогаш овде имаме центристичка утопија како крајна утопија, утопија на сите утопии, во која што не сега работникот, пролетерот или расниот воин, туку потрошувачот ќе биде оној последен човек. Фукујама после тоа напиша неколку други книги. Едно време се занимаваше со трансхуманизмот, за потоа да се врати на реалната политика во која можеме да замислиме која земја ја зеде како пример на успешно решавање на сите тие кризи, на тој стасис, на тој пат кој што тој го предосети, го антиципира дека ќе дојде во западното општество, зеде Кина. Значи, еден јапонец, еден источен азијат, не можеше да не се врати на основата, на неговата матична цивилизација, и тоа зеде примери од пред неколку илјади години и постепениот развој на бирократскиот апарат на Кина. Па, што е поголем удар на самата негова теорија, ако не неговите натамошни дела, кои што тој ги напиша од 2007, 8, 9, 10, во тој период, значи на почеток на големата економска криза, и во која што јасно укажа дека државата цивилизација, од на Кина, Индија, е можеби наредниот чекор кон кој што ќе оди човештвото. Ако е тоа наредниот чекор, ние мора да се запрашаме само едно. Дали постои алтернатива на ова утописка занесеност на генерациите? Алтернативата пак мора да се бара по патот на Фукујама.
Ако Фукујама се враќа на матрицата на неговата цивилизацијска припадност, зашто ние не би се вратили? Дали нашата матрица е брисана? Нашата матрица може да биде само христијанскиот светоглед. Во сите негови сложени модификации, или она што еден друг фихтеански мислител Отмар Шпан го нарекува гецвајунг, или сообразност, мутуалност, меѓусебна солидарност во плуралноста на постоењето, каде што никој сам за себе не е ништо, но во големината на нашата заедница, во нашата солидарност, во нашето безпрекорно служење на едни кон другите, преку едни кон другите на вечната идеја и на Бога како над идеја, ние се остваруваме. Зашто алтернативата е ова саможивно јадење на едни со други, ова газење преку трупови кон крајот на историјата. Да крајот на историјата ние мора да го спротиставиме осмисленото остварување, телосот, кој што постои уште кај древните мислители, кај Аристотел, телосот како цел на нашиот пат, како цел на патот на тој државен брод на Платон, со достојни водачи и со достоен народ. Само ова е начин како ние можеме да излеземе од дистопијата на симулацијата, од дистопијата на колективниот реалити во кој што сме турнати против нашата волја. И повторно да ги откриеме моментално заспаните енергии, но кои што постојат, и секој човек да се оствари во својата креативност. Ако Фукујама може да се врати на таоистичко-конфуцијанските корени, ние уште побрзо ќе можеме да се вратиме на христијанско-платонските корени на нашата цивилизација, настаната токму овде, на овој тажен полуостров кој толку го понижија, кој го претворија во отпад на Европа. Изворот на Европа стана отпад и ова е најдобро сведоштво за таа бизарна игра на лагата и вистината. Зашто ако изворот, источникот е претворен во нешто најстрашно, најодвратно, нешто што треба да се бега, тогаш можеме само да замислиме какви креатури, какви етички Франкенштајни и политички може да се изродат во ова време. Дефинитивно. А кои се конкретните чекори ние како нација што треба да ги направиме за да стигнеме таму кај што кажуваш? Будење. Будење е секогаш првиот чекор кој што мора да биде превземен за да се свати ситуацијата колку и да е травматична, колку да е страшна. Будењето е најдобра диагноза, будењето е најдобра терапија, будењето е лекот. Се додека го живееме сонот, кој што стана веќе кошмар, сонот на Европската Унија како безгрешен апсолут, и извор на сите доблести, извор на сите мудрости, извор на сите знаења. Ние не можеме да се најдеме себе си, ние не можеме да ги видиме сите слабости на нашето изранувано тело. Ние не можеме, се додека живееме во тоа дека на овој молох современ треба да му го жртвуваме дел по дел од нашето тело. И името, и минатото, и честа, и образот, и достоинството. Ние не можеме да се разбудиме и да сватиме колку ни е изранувано тоа тело. Зашто ние сега живееме во една манична, садомазохистична, лажна љубов. Хегел, кој што придонесе кон сите тие утопии, но сепак останува голем мислител на модерната епоха, ја развија таа диалектика на господарот и слугата, во која што слугата, задржувајќи една здрава енергија, една витална сила, постепено го заменува дегенерисаниот господар. Ова е она што секогаш периферијата го развивала, она што третиот свет го ослободи, она што е на огромна Индија од ништожноста ја врати во светот, во историјата. Ние мора да сватиме дека денес, живејќи таа постисториска дистопија веќе, ние, за жал, се враќаме во небитието, а повторно, нашето будење и нашето
враќање кон битието, нашето враќање кон самите себе си, ќе биде условено токму од верноста кон нашите предци, од верноста кон сите оние кои што се жртвувале, пак ќе повторам, не за потрошувачот, не за купувачот, не за конзумерот, не за еднодимензионалниот човек на молот и на туристичката дестинација. Туку се жртвувале за слободната личност со сиот него потенцијал, за Богом дадената личност. Само тогаш ние ќе можеме да ја развиеме оваа заедница на сообразени луѓе, оваа заедница во кој секој ќе има однос кон другиот, однос на безгранична одговорност кон заедницата и однос на безгранична солидарност. Тогаш ние ќе можеме, со зборовите на Хуго Чавес, на системот на една сурова конкуренција, да го спротиставиме системот на меѓусебна солидарност. А ова е таа мисла која што многу луѓе ја развивале како алтернатива на капиталистичкото производство во последниве 3 века, но често пати токму фанатизмот кон утопијата и несватените теории не успеале да им дадат простор за да го развијат до крајова. Значи, солидарноста меѓу групите, солидарноста меѓу поединците е клучот кон надминување на капитализмот во оваа форма и клучот кон создавање на една реална заедница. Реална заедница која нема да е почината на бриселскиот молок, туку на живиот Бог. Време е нешто ние да превземеме. Кои се наши следни чекори за да се избавиме во оваа кал во која што се најдовме? Решението е реконституирање на политичкиот човек. Еден од доаените на американската политичка мисла, Мартин Сеймур Липсет, во неговото капитално дело Политичкиот човек, зборува за повторното реконституирање на политичкиот човек со сите негови атрибути. Политичкиот човек кој може да е умерен, но може да е екстремиста. Тука разработува Липсет цел лепеза на модели кои што може да бидат умерени, но може да бидат екстремни. Може да бидат екстремно леви и екстремно десни. Зборува, например, за фашизам од десните, но и фашизам од левите. Нешто што е апсолутно непознато овде и исто како што е непознат екстремизмот на работничката класа или на селаните, на земјоделците, тоа што сега го гледаме во Германија. Нам ни е потребно, како прво, да сватиме дека реконституцијата на политичкиот човек означува едукација на обичниот човек, негово сваќање за неговите моќи, за неговиот потенцијал и за можноста тој активно да учествува не само преку партија, ова е едена од можностите, туку и со активно менување на севкупниот систем, било да се работи за правен, било да се работи за политичка структура, било да се работи за создавање на сосем нови партии. Ако ние ја исклучиме политиката, тогаш остануваат сите други сфери, но ако во политиката ние ги исклучиме сите кои што не се умерени, тогаш ги исклучиме значи екстремите, радикалите, тогаш многу малку останува. Тогаш ние сме го исклучили еден Робеспиер, ние сме ги исклучили партизаните, сме ги исклучили комитите, сме ги исклучили гемиџиите. Само едно спознание на сите тие можности и на човекот, кој што во себе го крие дали анархистот, дали радикалот, дали активниот борец, може нас да не доведе до една обнова на политичкиот човек во сиот негов сјај. Затоа што политичкиот човек подразбира и средновековен витез, подразбира и крал, и борец, и Самуил, и Карпош, и Кузман Капидан, сите тие мора да се сватат како политичари. И денес во секој и во оној работник кој што изгубил работно место и во оној сиромашец кој што е, не знам, презрен од бизнисменот, ние мора да го разбудиме тој иден ајдо, тој иден комита, тој иден политички човек. Тој политички човек тогаш сам ќе си го најде решението.
како што го нашол Кастро, како што го нашол Франко на крајот на краиштата, како што го нашол Ленин кој пред неколку дена имаше 100 годишнина од смртта и кој што ние бевне принудени да ги презреме во епохата на нихилизмот. И Ленин, и Робеспиер, и Гоце, и Гиминджиите ги заменивне со Бил Гейтс, ги заменивне со златното теле на берзата. Волк Стрит го уби мечкен камен во нашите срца. Мора да го поместиме Волк Стрит, за да дадеме пак место и за мечкен камен и Беласица. Се додека Волк Стрит, се додека плажите на Бали и на Малдиви не ги мамат нашите умови, нема да има места за новиот револуционер, нема да има места за новиот активист, за новиот милитант. Тоа е таа нова терминологија која ние мора повторно да ја создадеме. И кој што постои во многу земји, во многу историски европски земји. Тоа е патот кон ослободувањето, патот кон акцијата. Човекот од акција, политичкиот човек. Саша, благодарам за твоето прекрасно издание. Благодарам на вас, драги гледачи, што не следевте во овој прекрасен подкаст. До следното јавување се најдов.